На оваа сателитска снимка е војниот дел од аеродромот во Скопје. На неја е видливо отсуството на 4 Сухои 25 кои со години седеа паркирани покрај пистата. Причината за тоа е едноставна. Пратени се во Украина како дел од војната помош за справување со руската агресија. Информацијата за која со месеци се шпекулираше и официјално ја потврди Министерството за одбрана, кој од вчера делумно ги декласифицираше одлуките за донација на воена помош и опрема за Украина. Тоа значи дека за јавноста стануваат достапни информациите за видот на асистенцијата која преку 6 одлуки е пратена за Украина. Донациите може да се поделат во неколку категории: пешадиско вооружување и муниција, артилериска опрема, тенкови, авиони од типот Сухои 25, средства и опрема за водење противоклопна борба, опрема за противвоздушна одбрана, опрема и муниција за војното воздухопловство и интендантски материјални средства. За колкава количина од оваа опрема станува збор не се прецизира, бидејќи тој дел од информацијата се уште не се открива. Она што е јасно е дека оваа опрема е од источно производство и дека не била дел од формацијата на армијата. Од порано беше познато дека Северна Македонија поседува 4 Сухои 25 набавени за време на конфликтот во 2001-та. Тие со години не лета и неупотребувани седеа крај пистата. Армијата одамна се откажа од потребата за вакви летала кои не се предвидени во незиниот натамошен развој и беше само прашање на време каде тие ќе завршат. Министерството за одбрана пред неколку месеци призна дека за Украина се пратени 30 на тенкови Т-72 од советско производство. Потврдата дека оваа воена опрема ќе заврши на фронтот следеше откако снимки од транспортот на тенковите се појавија во јавноста. Пред извесен период Генералштабот соопшти дека не предвидува ниту натамошно осовременување на борбените хеликоптери Ми-24 од руско производство или нивна замена со нови. Надлежните уверуваат дека сета воена опрема и техника која е дадена на Украина на никаков начин не влијае на ефикасноста и подготвеноста на армиските единици на Северна Македонија. Армијата е во фаза на модернизација со нова опрема, при што најголем партнер се Соединетите американски држави, кои за една година дале поддршка од вкупно $137 милиони. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.